Добро вечер, јас сум Мери Семуновска, а вие гледате За или против. Вечерва зборуваме за дали некој има контрола врз власта, дали Македонија е зависна од странски фактори и кој е нашиот пат кон европското семејство. Одговор на овие прашања барам од Миле Левков, актуелен пратеник. Добро вечер, благодарам на поканата. И Иван Анастасовски, поранешен пратеник и професор на факултетот за физичко образование. Добро вечер, благодарам за можноста да бидам дел од емисијата и оваа дебата. Започнуваме веднаш со прашањата. Ливков, во период кога Македонија се соочува со... Не Македонија, општо и светот се соочува со една од поголемите кризи заради онаа криза на Блискиот Исток. Ние, ако сме далеко од таму, сепак ги чувствуваме последиците и овде, како и сите други земји. Во овој период кога власта има целосна контрола, опозицијата треба да биде она која ќе треба да биде коректив на власта, затоа што, како што кажува и вашиот лидер на партијата и премиер на владата, кој работи, тој и греши, а грешките треба да ги лови опозицијата и граѓаните. Дали Македонија во моментов има квалитетна и силна опозиција која што ви ги лови грешките? Апсолутно онака како што рековте, случувањата во светот влијаат на економијата, влијаат на глобалните случувања, влијаат на аспирациите кои што ги имаме ние нели за членство и така натаму. Влијаат врз ценовниот притисок, врз притисокот на цените. ВМРО ДПМН и владата на ВМРО ДПМН, како што рековте, има апсолутната власт и со тоа нели можност и да реагира, да работи во корист на граѓаните, и во оваа цела слика многу е важна опозицијата за да може да биде квалитетен коректив на тие политики. Меѓутоа, гледаме дека опозицијата се изгуби во својата улога, односно не успеа да ја поврати изгубената доверба. Сите оние настапи кои што ги гледаме од опозицијата, за жал во изминатиот период гледаме најпрвин дека се реактивни, односно не стигнуваат навреме, се задоцнети, секогаш не се базираат на факти. Видовме многу лажни узбуни кои што се крева во јавноста, и веќе ја потсетам јавноста една многу голема кампања на социјалдемократите и на Венко Филипче, во кој што се плашеше, како да кажам, јавноста од мигранти, од доаѓањето на мигранти и така натаму, па излезе дека е демантирано од највисокиот врв на британската дипломатија дека не постои такво нешто. Видовте дека појачувањето на улогата на Македонија во меѓународната политика, односно склучувањето на стратешки договори, например со Велика Британија, затоа што бевме една од единствена земја овде во регионот кој што склучи таков договор, беше соочено со едни празен критицизам, би рекол, од опозицијата, без никаква суштина, така да во овој момент единствен коректив на власта е народот, јавноста и чувството на оваа влада затоа што потекнува од народот и довербата која што ја доби на последните избори континуирано ја добива. И мислам дека во овој момент опозицијата потврдува во својата улога да биде таков коректив, останува добриот, би рекол, факт дека оваа влада потекнува од народ и не го губи тоа чувство, и гледаме дека навреме реагира за секоја криза, како што беше и се уште еве реакцијата за спречување на ценовниот шок кој што може да дојде од цената на енергенсите. Еве, ако сакате еден заклучок, реактивност, неинвентивност и обид за ширење на некаков страв, нереформирана опозиција, тешко дека може да биде коректив. Анастасовски, се согласувате вие со ставот на Левков дека Македонија во моментов нема квалитетна опозиција? Кој ќе биде коректив на власт ако немаме квалитетна? Така, ја го слушав пратеникот многу внимателно, бидејќи тој е директно инволвиран и во политиката и во политичките случувања, и сега кога ќе трнете од тој аспект дека на секоја власт, без оглед, и е потребна силна опозиција, за да, верувајте, власта не забега. Ајде да употребам еден таков термин. Ова не го говорам на памет, не го говорам од ми се сонил, туку го говорам од едноставна причина што на база на моето искуство кога јас бев во парламент, ние имавме една ситуација каде што тогашното ВМРО со тогашниот лидер Груевски на едни избори победи со релативно мала разлика и имаше сериозен коректив и од делот на опозицијата. Тоа време дури имаше коректив и во самата коалиција внатре. И во тие две години он се обидуваше сето тоа да го надмине многу професионално,
да ги слуша критиките. Сега имаме таква ситуација? И се случи во после неколку ова што кажува пратеникот последователни негови, од кои едната победа беше сосема висока и опозицијата се изгуби, со тоа што се изгуби опозицијата во тоа време, се направи да он како владетел се заборава во сопствената моќ. Верувајте, со голема моќ доаѓа и голема одговорност. Вие не така едноставно, окей, ќе земете моќта, ќе имате апсолутната власт, меѓутоа имате и огромна одговорност. Во моментот, ова опозиција, да кажеме која е сега, ајде во името на СДСМ, многу тешко може да му парира на власта или на партијата ВМРО-ДПМН, која е главен стожер во владата или владината коалиција во моментот. Имате друга некоја опозициона партија која е левица, која можеби има малку посилна реторика, но само со силна реторика, а не со нешто да покажете дека можете да бидете одговор и сериозен коректив на тоа што е власта, многу тешко можете да како да кажам, да се доближите до гласачите и на некој начин да и создавате одредена тензија, ајде така да го наречам тоа, на власта, за да се со цел власта за да се држи во рамките на тоа, нели што вика, ние власта извира, моќта извира од народот и треба секогаш таму до народот да се држи. Затоа јас сум, моје мислење, присталица да има одреден баланс кога едните се на власт или другите во опозиција. Ама немаме моментов во моментот е голема разликата, за жал, ја тоа го кажа, во моментот е голема разликата. И можеби тоа, верувајте, ќе биде проблем и на самото ВМРО и владината коалиција. Оти гледате, доаѓате вие со одредени ветувања на власт и освојувате власта. Меѓутоа, во текот на мандатот може да ви се случат работи кои ви се непредвидливи, глобални, не зависат од вас. Можеби не сте можеле да ги предвидите. И вие треба пак тоа вешто да го изменаџирате и да го премостите. И тука мислам дека сериозноста на ВМРО-ДПМН како партија треба да биде не да се однесува како да се во опозиција, туку да се однесува сериозно дека мора да ги решава тие проблеми. Факт е, луѓето очекуваат власта да му ги решава проблемите. Да трнеме опозицијата на страна, каква и да е, во која кондиција да е. Луѓето пак, сите ние ќе бараме одговори од власта и очекуваме од власта да ви ги решава проблемите, што е сосема нормално. Во моментот на таа голема разлика, можеби, не говорам за СДСМ, да биде поголем проблем од искуство, ова го говорам, од искуство, кога и тогашниот премиер едно време многу влезе во сопствената моќ и се заборави, ајде така тоа да го наречам, и логички потоа да ви доаѓа одреден пат, силен пат. А ова е пат само еден, ако може на кратка, едно надополнување, не било како, да, тоа е мој став. Не би рекол реплика. Само сакам да знаете неколку аргументи. Ние, иако ќе кажеме, критика дека опозицијата нели не ја врши својата работа и е навистина слаба опозиција. Оваа власт има слух за опозицијата и она што сака да го каже. Да ве навратам нанадзад на изминатите 7 години на владење на СДСМ и ДУИ. На примерите мора да дојдат од собрание, нели затоа што таму доаѓа. Кога се врши измените на кривичниот законник, ќе ја потсетам со европско знаменце, а ние во тоа време како опозиција немавме право буквално ниту на процедурални забелешки, имаше одредени за членот за гонење. Да, за 353. Се сеќавате какви злоупотреби кога во тоа време единствен првиот човек во собранието Талат Џафери нели сам одлучуваше на која комисија ќе дојде, па тие закони завршуваа на комисијата за европски прашања, не баре тоа го согласуваме со Европската унија. Ниту еден аргумент, ниту една дискусија од страна на опозицијата не беше прифатена. За тој контраст, пред некој ден, кога стигнаа законите овие од реформската агенда, законот за јавни обвинители, беше одржана јавна расправа и јавна расправа се одржа и за законот за совет за јавни обвинители. По одржаната јавна расправа и по поднесувањето на амандмани, еднаков број на амандмани беше прифатено и од позицијата и од опозицијата, што покажува дека оваа власт е спремна, има слух за забелешките, се разбира кога тие се нели конструктивни. Самиот сигнал дека за еден ваков закон, законот за јавно обвинителство, власта на ВМРО-ДПМН, кој што е представена со огромен број на пратеници и со стабилно мнозинство, прифаќа амандмани кои што доаѓаат од опозицијата, е јасен сигнал дека оваа власт има слух за опозицијата, тогаш нели кога е расположена да даде. Вие работите за народ, ако опозицијата дава конструктивни критики, вие сте
должни тие да ги преминете. Затоа велиме дека многу е различна ситуацијата во која што тие се поставени. Сакам да кажам дека имаат простор за конструктивни забелешки, за жал не го гледаме тоа, за жал гледаме дека се губат. Ја вака тоа ќе го преформулирам. Конкретно, да ги оставиме партиите се представени во собранието. Би сакала потоа да се вратиме и на структурата на СДСМ, знаете зашто ги... Само ова да го кажам. СДСМ може ли другите партии кои се во собрание тоа да го дебатират и таму и да дадат одредени корекции или критики. И ние како јавност, јас како експерт во мојата област, образование, спорт, таму кај што припаѓам, кај што работам, ја во неколку наврати и на министерката, сега која доаѓаше кај нас на факултет, давав одредени критики и сугестии. Не говорам да критизирам, туку критики по однос на текстот на законот, за да работите се подобрат во полето кај што ја работам. Тоа што е денеска многу попозитивно. Да ги трнеме партиите. Луѓето, граѓаните може да напишат одредени критики и сугестии на социјалните медиуми, дали е тоа Facebook, дали е Twitter или било како, тоа може да допре и до самиот премиер, а верувам дека сака да има поширок опсег на одредени информации и преку тоа и ние како граѓанство да влијаеме и да можеме да имаме одредено влијание врз одредени политики за кои мислиме дека не се добри. Значи ја како поединец, ја можам да искритикувам владата. Тоа е апсолутно денеска во ова време. Сите имаат право на своје мислење. Дали, и од друга страна, дали ќе се прифати или не знам. Меѓутоа, во контекст на подобрување на одредени состојби во одредени области. Особено во оние, да кажеме, кај што луѓето можеби си ги разбираат. Не говорам нешто поинаку. Анастасовски, бидејќи кажавте дека навистина опозицијата не е во нивните најсјајни години, во најнивното сјајно светло што тие го имаат како соција. Во години е добро, 30 години веќе обстојат. Не ги живее најдобрите години. Дали кондиција, дали се добро. Да. Што мислите, каде е проблемот, затоа што ние гледаме на анкетите дека навистина има слаб рейтинг СДСМ, исто така и лидерот на партијата Венко Филипче. Што мислите, каде е проблемот за оваа внатрешна ситуација во СДСМ? Дали е проблем лидерството? Дали е проблем идеологијата? Дали е проблем кадровската политика? Што доведе до ваков крах на системот на социјалдемократите? Ако направите микс на вашето прашање, дали ова, ќе испадне дека од се по нешто влијаело за да тие дојдат на ова сега, што се во оваква кондиција, во каква што се. И сега јас пак ќе направам една паралела од времето кога јас сум ги напуштил пред, точно 20 години сега. Во тој момент ја не сум се согласувал со тогашното лидерство. И сега, ако не се согласувате со одредено лидерство на политичка партија, тоа не значи, ако сте интелектуалец, говорам. Не говорам само член. Тоа не значи дека тоа лидерство треба да прави пресија врз вас, да на некој начин да прави одредени активности со кои сака со сила да ве отргне. Моето отргање со несогласување на тогашното лидерство беше со една единствена реченица тогаш кога ги напуштив. Тоа беше Бучковски, мислам. Да, Бучковски. Со ова како вие размислувате и како функционирате во партијата и кај сакате да ја движите, верувајте, со тек на време ќе избледите скроз и ќе бидете нерелевантен фактор. Не дека сега после 20 години, ако тогаш сум го кажал, можеби сум бил помлад во наплив и на некоја нервоза, ајде сега тоа така да го парафразирам, се гордеам со тоа што им се случува сега. Меѓутоа, политиките и промените на лидерствата во ВМРО се променети 3 лидери само. Ќе ги прашаме, ќе го прашаме Левковиќ за нивната се променети 7, не знам, 7 лидери се промениле. Значи, таму тоа е нормален политички циклус, во било која политичка партија се менуваат лидерствата. Или дали некој внатре не сака лидерите кои доаѓаат да успеваат како процес, за да некој остане таму неприкосновен. Така ја ги гледам на работите, ја не сум директно внатре инволвиран. И сите нивни политики. Но сепак сте идеолошки понаклонен кон левата страна, тука нема дилема. Тука нема дилема, ја тоа не го кријам. Затоа ви ги поставам прашањата за СДСМ поврзани што се поставам вас, затоа што вие сте пратеник од редот на СДСМ и големите државнички одлуки кои ги носеле како партија, не им се удирало толку ефективно на избори, отколку политиките што ги правеле додека биле на власт. Не лоша борба со корупција, оставање нивните кадри да прават што сакаат. На 2 пати кога беа на власт од страна им сугерирав дека во Агенција за млади спорт имаат проблем, треба да го решат, треба да надминат, треба да променат. А никаков слух. Министерката тогашна за образование дека не ги движи, оти јас и сопругата доаѓаме од сегментот образование и ние нешто знаеме, сме виделе, сме прочитале и ќе им сугерират, ама не сакаат воопшто да го земат тоа како релевантно. И кога ги добија, се сеќам у тоа време,
првичните избори од локални избори кога ВМРО веќе му се наговестуваше победите, ми викаат меѓу двата круга, професоре, знаеш, сега ќе направиме одредени промени. Не. Немојте меѓу кругови веќе да правите промени. Сега луѓето вас ќе ве променат. Оти логиката, ако вие внатрешно немате добри политики, не се менувате, не се реформирате во целиот процес, без оглед дали сте на власт или сте во опозиција, луѓето ве мерат и ве наградуваат или ве казнуваат. И тука вие од тоа не можете да избегате. Дали ме разбирате? Да, ве разбирам. Дали мислите дека СДСМ моментално има демократски капацитет да го слушне гласот на оние кои што се критичари внатре во самата партија? Ви го поставувам ова прашање затоа што имаше дел од функционерите кои што беа ударната тупаница, политички кажано, на СДСМ, кои што се дистанцираа од СДСМ, односно вашиот лидерот на СДСМ Венко Филипче ги отстрани од партијата, односно ги исклучи. Зборувам овде за Петри Шелегов, зборувам овде за Јуван Даспутовски, тоа беа луѓе кои што беа навистина на големи функции во времето на СДСМ, а сега гледаме дека се отстранати од партијата само, барем во јавност има таков впечаток, само затоа што имаат поинаков став од лидерот на СДСМ Венко Филипче. Знаете, демократски капацитет доаѓа извира кај секој од нас поединец. Ако ја се чувствувам како демократ и сум спремен на секаква критика, на секаква изложеност и секогаш да барам аргументи за да го побијам другиот соговорник дека тоа е силата на демократијата, моите аргументи да бидат подобри од другите. И сега, во моментот лидерот на Венко Филипче, лидерот на СДСМ, предпоставам, утврдил дека двајцата кои биле најфронтално против него, дека работат против партијата и се одлучуваат на чекор, што за мене не знам, ја не го одобрувам. Венко Филипче обвинува дека работат за ВМРО. Да ги исклучуваат. Мене не ми исклучил Буцко од партија. Јас сум си заминал. Оти во партијата доаѓате доброволно, никој со сила, со притисок, со било што не ве носи у партијата и никој нема да ви направи проблем ако вие доброволно се повлечете и се заминете. Колку луѓе едноставно и во ВМРО, и во СДСМ дошле доброволно, без некоја помпа си се повлекле, да кажем. Еве ја за себе говорам. И се зошто мора на крајот, еве да земам и другата на страна на медалот. И господинот Шилегов можел на Конгрес да го детронизира и да покаже дека он има поголемо влијание од актуелниот лидер на партија и да го превземе кормилото. Таму гледаме многу големи фракции, многу голем раскол во партијата. Во сите партии има, ама сега некако се остава впечаток дека е навистина продлабочено и дека не се знае што ќе се случува со СДСМ. Би сакала Левков да ве прашам, бидејќи лидерот на опозицијата Венко Филипче обвинува дека Петр Шилегов работел за ВМРО. Дали Петр Шилегов работи со ВМРО? Имате контакти со него? Вие стоите зад овие чекори, овие статуси, овие изјави на поранешниот градоначалник Петр Шилегов? ВМРО ДПМН е огромна, би рекол, политичка партија. Гледате дека ја ужива целосната доверба во народ. Никогаш не сме се служеле како политичка партија со такви игри. Никогаш нема да се служиме со такви игри. Имаме која представува партијата, како ја представува, имаме јасни канали со кои што можеме да и се обратиме на јавноста, доволно начини на комуникација на кои што знаеме и да ги пренесеме и нашите ставови и нашите идеи, тоа сте огледале во еден... Значи се оградувате од тоа, не работите со Петр Шилегов? Да, во еден огромен временски период кога сме биле во најтешка ситуација ВМРО ДПМН како политичка партија, наоѓало различни канали за да стигне до јавноста, без разлика пресконференции, социјални медиуми и така натаму. Така да мислам дека е целосна бесмислица како лидер на најголемата опозициона партија, која ќе влезете во такви обвинувања и ќе плетете такви приказни дека на најголемата политичка партија во Македонија и на најголемата политичка сила која што е представувана од професор доктор Христијан Мицковски, со човек со најголем рейтинг во Македонија, најголемата пратеничка група, дека ќе има потреба од канали за комуникација со било кои што ќе се базираат на вакви, Левков, не знам како да ги наречам, субверзивни действија. Мислам дека тоа е една параноја и една шизофренија која што политичките лидери налик на Венко Филипче некогаш ја користат во рамките на своите политички партии за да ја задржат позицијата на која што се наоѓаат, глумејки дека не ги препознаваат вистинските проблеми кои што и се надвиснати. Зошто? Затоа што
очигледно дека тие не ја научија и не ја сватија пораката која што испрати народ. А како ќе ја сватат пораката кога сите оние министри кои што можеби ја носеа вината за најголемиот пораст на социјалдемократите и најголемиот пат на број на поддржувачи и број на гласови, сега му се пратеници. Повторно уживаат одредена заштита, уживаат одреден имунитет и тие го обкружуваат практично него. И затоа влегуваат во вакви паранои. Значи, безсмислено е да продавате и да лиферувате вакви информации. Ама од друга страна, па Петре Шилегов вели дека ова актуелно раководство на СДСМ соработува со ВМРО. Да помене практично, од СДСМ се обвинува дека сите работат за вас. Има некој задкулисен договор вие да соработувате со СДСМ, затоа што знаете како го нарекуваат лидерот на опозицијата, министер за опозиција. Имате некаква игранка со СДСМ? Ви одговара вас да е вака слаб СДСМ, зашто си имате комодна ситуација? Значи, пак ќе повторам, кога имате безидејна ситуација во рамките на опозицијата, тие не гледаат друг начин на комуникација со јавноста, се влегува во вакви, некој би рекол, игри, сплетки, паранои и така натаму. Зошто? Затоа што така се избегнуваат суштинските прашања кои што се наметнуваат на една партија. А суштинските прашања на секоја политичка партија, и ВМРО ДПМН е поминало низ тоа, е катарзата низ која што треба да помине. Катарзата значи признавање на сопствените грешки, реконструирање, реформирање, мобилизација на нови луѓе и јасен и чист настап пред граѓаните. Тоа кај социјалдемократите не го видовме, не знам дали затоа што немаат капацитет, затоа што не сакат да го направат, и во меѓувреме гледаме дека еве лиферуваат вакви вести кои што се базираат на некоја политичка параноја или некои византиски игри кои што немаат допир со реалноста. Ниту едната, ниту другата страна работи со ВМРО ДПМН, ниту пак како најголема, најмоćна политичка партија, ВМРО ДПМН во моментот има потреба од такви игри. Единствен суд кој што е потребен на политиката и на една политичка партија е судот на јавноста и поддршката од јавноста. Во таа равенка никако не влегуваат ниту Петре Шилегов, ниту Венко Филипче. Анастасовски се навлекува природно прашањето за кадровските политики, како што каже и Левко. Што мислите, која е кадровската структура на СДСМ? Овде би се навратила на делот каде што Јон Фрчковски, кој што беше фотографиран со наркотични средства, подоцна се повлече од партиската функција. За сега со новата структура повторно да се најде фронтално на СДСМ. Имаме ние Богданка Кузевска, која што за жал еве според делот јавноста е символот на времето кога СДСМ го доживеа најлошиот пораз, најкатастрофалниот пораз. Сега таа е член на највисокото партиско раководство. Што мислите, што зборува оваа кадровска структура, кадровска политика за самата партија? Знаете како човек и како поединец кој работи во општеството, функционира и придонесува нешто, ретко кога се пуштам да коментирам за личности, особено за луѓе кои не ги познавам. Верувајте, тој Јон Фрчковски, осем знам дека е син на поранешен министер, детето него не познавам, детето направило нешто што не е коректно и што остава посебно кај младината лоша слика, и за која вие рековте он се повлекол, но испадна за жал дека не е повлечен, дека останува и понатака во партијата, дека партијата му дава и можеби една поинаква повисока функција и улога и веројатност. Тоа е веројатност дека партијата проценила дека тоа се луѓето со кои ќе се врати довербата кај гласачите, кај граѓаните визави политичката партија СДСМ денес. Они свесно го направиле ова. Ја не можам да навлагам во тоа како од и моето име беше дел. Ке ве прашаме за тоа и требаше вие да ставате член на највисоките партиски органи. Ниту ја сум фатен дека шмркам, ниту ја сум фатен во криминал, ниту сум направил некој зло дело. Ама ете не влеговте. Не влегов. И зошто не влеговте? Па очигледно на некого не му се бендисувало таму дека можеби моето име не треба да се најде таму. Прво, ја не говорам дека моето име е злоупотребено, не сакам да звучам така. Јас сум имал одредени разговори со Венко Филипче на база на тоа што случајно некој во мојата општина Куманово го ставил моето име за кандидат за градоначелник без да ме праша. И така почнува комуникација. Редно е за нешто некој да ме праша. Дали вие тоа сакате, дали го одобрувате и така почнува некоја комуникација.
Идејата да се интегрирам таму доаѓа лично од него. Меѓутоа, моја интеграција таму во моментот е невозможна. И затоа ќе бидам погрешно сватен ако коментирам за одредени поединци кои се сега таму на тие нивни во тие нивни. Ама човек од ваш калибар немаше простор да влезе во таа партија. Тоа се случи, факт. Ја не бегам од тоа, не го негирам. Времето ќе покаже дали тоа било добро или било лошо. Времето ќе покаже. Моите намери биле искрени. Оти составови, она што рековте, јас сум поблиску до таа политичка организација, до таа политичка партија и за тоа што во моментот, ова што го спомна, сега ќе се навратам, затоа го слушав внимателно пратеникот, таму има можеби пратеничка група која ви е многу тешко можете во моментот да ја дислоцирате, коти таков изборниот модел, во простор кога тие наслутиле дека ќе ја губат власта, се ставаат луѓето на првите позиции и колку и тие луѓе да направиле лоши криминогени, криминални активности во времето на владењето на СДСМ, вие сега ги имате со имунитет во собрание. Еве да сака. Ја не можам тука да бидам прецизен и дециден, Венко да ги детронизира, да ги помести, да ги трне од таа позиција, не може. Имаат луѓето мандат, избран од граѓаните, имаат имунитет. Се тука можеби, јас се сеќавам исто така, ние во тоа време му го одземавме имунитетот на господинот Бучковски, кој лично ме молеше да не гласам. Ја му реков тогаш, ја ова ќе го направам, иако се дигитално гласа, ќе го направам со две раце. Ние можеме да седиме да пиеме кафе, меѓутоа ако вие имате криминални одредени активности и се води процес против било кој, еве сега, не морам да генерализирам во една личност, тогаш е коректно таа личност во органите, правосудните органи да си докаже дека можеби тоа не е така. И се затоа детронизација или поместување на оваа пратеничка група е многу тешко. Таа може само единствено на избори, каде што граѓаните им дале мандат и граѓаните сега да дадат на некој други мандат, да кажеме, или евентуално партијата која е на власт, оти партијата која е на власт, е она што рековме, ги има сите механизми да отвори процеси. Лично, еве, како размислувам. Ја не би сакал да слушам на пресконференција од било кој експонент на ВМРО да помане. Има криминал, има, окей, има криминал. Ајде тоа нека се спроведе. Ги имаат механизмите, дали ме разбирате? Нека се за било кој. Разбирам, само имавме ние еден предизвик голем со кој што се соочувавме како држава, проблемот со довербата во правосудниот систем. Еве сега се избра и нов јавен обвинител, па искрено очекувањата на сите, на целата јавност дека ќе се придвижи работава и дека конечно ќе застават крај на некои процеси кои што навистина со години чекаат да бидат решени. Можеби со тоа се извинувам и таа партија ќе направи одредено прочистување на тој начин. Тоа го се случи на ВМРО, кога се делеа со Груевски и со господинот Љупчо Георгиевски. Едните ваму пратеници, 5 останаа кај Груевски и сега полека тоа се чисти, се филтрира и се рафинира на еден начин и доаѓаат до оваа позиција со тек на години, пак губат власт и пак се креваат горе. Тоа е процесот на чистење или кадровско проветрување, јас така тоа да го наречам. Што не е лесен процес. Кога сме веќе кај кадровско проветрување, Левков премиерот најави дека ќе има реконструкција на владата кон крајот на мај, почетокот на јуни. Зошто е потребна оваа реконструкција на владата? Некој министер само си фаќал место, си седел на фотелјата, не работел. Некој министер можеби или некој функционер под сомнеш за некој криминал. Зошто е потребата од оваа реконструкција според вас? Или 2 години се доволен период да се направи пресак па да се направат ротации? Да, најправи реконструкција треба да бидеме на чисто дека коалицијата е стабилна и е представена со истите чинители. И оваа реконструкција не навлегува во тој аспект да станува збор за промена на коалиција. Коалицијата е стабилна, меѓутоа ние ја наследивме како влада ја наследивме државата во една, би рекол, многу загрижувачка состојба и од аспект на буџет, од аспект на јавен долг, од аспект на состојба на правосудството, гонење на корупција, особено на корупција од висок профил, нели вие ги споменавте пресконференциите. Во изминатите 7 години со сите пресконференции кои што настапивме и со сите криминали, излезе дека ама излезе дека ниту еден од нив не е лажен, дека секаде постојат одредени индикации за она за кое што сме алармирале јавноста.
И кога ја наследувате државата во таква кондиција, ви е потребно да имате влада која што ќе работи многу брзо, многу одговорно и многу ефективно. И затоа е потребен, би рекол, посебно 2 години овој процес во кој што ќе се евалуира работата на министрите. Тоа не значи дека некој не си ја вршел работата, меѓутоа можеби можело да се додаде уште малце, да се додаде уште малку енергија. И тоа, таквиот вид на евалуација и следење треба да важи за сите учесници во јавниот живот, без разлика дали се министри, дали се пратеници, дали се јавни обвинители. Ние на крајот на денот им должиме резултати на граѓаните. Значи целото ова е за подобро владење, за повеќе за граѓаните. Апсолутно, и се наоѓаме во една ситуација во која што никој не смее да се вози на своите привилегии, како што ги споменавме, односно од министри кои што се најодговорни за криминал, за јавен долг и за, би рекол, одредени остапки, да завршите на пратенички имунитет и повторно да се сокриете, или тоа се нарекува стручно revolving door, или една кружна врата како во која што е бесконечна, односно излегувате од одредена повластена ситуација и ја користите вашата позиција да се најдете на друга повластена позиција. Со најавата на оваа реконструкција, ВМРО да помене и ние како влада најавуваме дека, и владата практично најавува дека нема веќе привилегии за никого. Сечија работа ќе биде оценета. Тоа не значи дека вие, нели, не сте добар човек или не сте добар професионалец, можеби само не сте се снашле доволно, и на крајот на денот е порака за сите чинители во општеството, сите носители на функции, дека сечија работа ќе биде оценета и секој е предмет на отчетност, затоа што мораме да ставиме крај на перцепцијата дека носителите на функции во државата се привилегирани, вечни и се заштитени. Нема вечни и крај на тој принцип на revolving door, кога од една функција завршувате на друга функција. Вие сте дошле на функција да дадете одреден резултат за граѓаните. По завршувањето, секој од нас е, нели, професионалец и ќе си продолжи во својата област, тоа не е крајот на светот и не треба така да се сваќа, така да ние ја доживуваме најавувањето на оваа реконструкција како многу позитивна работа која што ќе допринесе за внатрешна евалуација и внатрешно проценување на она што е направено, затоа што целите кои што ги постави оваа влада се да вистина високи и амбициозни, а тоа е, нели, стабилизирање на економијата, напредок во европските односи, подобрување на позицијата на Македонија на меѓународен план и враќање на довербата во судство, правосудство и така натаму. И сметам дека тие цели заслужуваат една ваква ревизија. Левков, ако гледаме дека опозицијата не може да се консолидира дома, а клучните стратешки договори Македонија ги прави надвор. Дали Македонија станува држава која што има слаба контрола внатре, а силно влијание од надвор? Овде зборувам за последниот стратешки договор кој што го потпишавте со Соединетите Американски држави. Апсолутно сосем спротивна е сликата кога гледате дека Македонија склучува вакви договори со Обединетото кралство и влегува во еден ваков стратешки диалог со Соединетите Американски држави. Тоа е факт дека Македонија станува фактор на безбедност на Балканот и тоа е факт дека Македонија како една релативно мала држава станува фактор во меѓународните односи и тоа е за поздравување и тоа е патот по кој што Македонија треба да се движи. Затоа што тие средби и тие договори допринесуваат кон тоа да имаме што помала корупција, затоа што ако вие имате на пример договори за финансирање на одредени проекти со Обединетото кралство, а знаеме дека тие имаат високи стандарди кога станува збор за финансирање на проекти, и како држава, и како граѓани, и на крајот на денот, и како премиер, и како пратеници, сите ние ќе бидеме сигурни дека оние кои што ги спроведуваат постапките мора да се придржуваат кон одредени правила и дека имаат мониторингот подалеку. Затоа што се сеќавате во изминатите години кога стигнува извештаите од ГРЕКО, кога стигнува извештаите од меѓународните организации, кога велевме за власта на СДСМ и дуи дека имавме парадоксална ситуација, корупција која што се гледа од 8000 километри оддалеку, не можеа да ја видат нашето обвинителство и нашите јавни обвинители. Така да склучувањето на овие меѓународни договори имаат повеќе придобивки, а тоа
Едната од нив е враќање на Македонија на меѓународната сцена, а втората придобивка е постабилна и поодговорна работа на внатрешните институции кои што се обврзуваат и се поврзуваат со овие договори. Стратешкиот диалог со САД и потпишувањето и давањето на заедничката изјава можевме да проследиме сите во вчерашниот ден. Таму беше станато збор за инвестиции во сајбер просторот, за инвестиции за ископување на рудата Амикрон, зборува за одбранбениот систем. Се извинам, што мислите, дали ова навистина исчекор кој Македонија го прави или ова е само некој дипломатски чекор? Вака, кога говорам дека една од моите експертизи, која и пишувам јавно и коментирам, се, да кажеме, образованието, таму кај што работам, кај што сум најсилен, и спортот, нели, како дел од нашата научна фела. Меѓутоа, она што ја можеби повеќе го пратам е тие меѓународни односи и дипломатијата од аспект што лично, бидејќи ја предавам и надвор, имам со многу странци од Европа. Како ја оценувате овој стратешки диалог? Затоа сега ќе го кажам конкретно што ми е. Соединените американски држави со години наназад ја покажуваат посветеноста Република Македонија да успее како држава. И тоа не сме да има кај никој од нас дилема. И тоа многу пати го покажале низ минатото. И ова што го прават стратешкото партнерство е добро за да се зацврсти таа релација помеѓу во моментот најсилната држава, најсилниот систем на светот, Соединените американски држави, и ние како мала држава, на која навистина и е потребно силно сојужништво, да бидеме искрени, големи пари ќе се вложат тука, големи пари зборуваме. Дај Боже, сега ја не можам да навлагам во тоа. Според тоа што се изјавите, значи зборуваме 5 милиони за ископ, зборуваме за 3,5 милиони за МВР, значи станува збор за големи пари. Дали ние ќе ги искористиме тие пари како што треба? Има ли капацитет како држава? Американски држави во континуитет даваат финансии во нашата држава. Со години наназад, верувајте. Меѓутоа, ако земете од нашите европски партнери, не знам дали тоа многу во јавноста е експлоатирано, Холандија е една од државите кои исто така инвестира во нашата држава, во дел на финансии. Кога треба да правиме исчекор кон наше интегрирање во Европска унија, Холандија се јава одеднаш како наш, за жал, кочничар. И тоа во меѓународната дипломатија треба да се објасни многу прецизно. Што сакам ја со ова да кажам? Значи, она го слушав пратеникот. Она што, ако во внатрешен план ВМРО ДПМН има силната комоција, во дел на партнерите кои им се стабилни, во дел на мнозинството кое е стабилно, па и локалните самоуправи кои се стабилни, на меѓународниот план ќе биде малку поинаку. И тоа ја сум убеден дека премиерот најдобро го знае. Премиерот во секој момент ќе си биде соочен со притисокот кој доаѓа од европската бирократија дека условно за наш конечно интегрирање во Европска унија е важен бугарскиот, односно францускиот. Да довршиме со овој дел, па ќе се осврнеме на таа тема. Ајде да се вратам на тоа. Стратешкото партнерство со Соединените американски држави е многу неопходно за нашата држава. Го поздравувате овој чекор, значи можам да заклучам. Ја не знам кој тој што не би го поздравил. Ја ви говорам дека 30 години назад сите активности кои ги правеле Соединените американски држави биле во корис и во полза на нашата држава. Дури и поранешниот председател Буш, ако се јавате, јавно изјави во Букуреш дека Република Македонија мора да биде членка. Од секогаш тоа јавно го манифестирале Соединените американски држави. Бенефитите треба да ги имаме ние на крајот како граѓани од сето тоа, не политиката како таква. Граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од тоа. Она вие што кажувате, тие економски параметри кои треба да бидат во дел на донации, во дел на грантови кои би дошле во нашата држава, за да ние со тие средства подобруваме. Да кажеме, да имаме развојни компоненти за државата и за граѓаните. Ај така тоа да го објаснам попластично. Така. Ливков, за ископот на рудата Антимон во Кривопаланечкото село, во Кривопаланечко село Луке, таму го има тој минерал. Што би значала оваа инвестиција од $5 милиони
и преработка на истиот минерал во Оклахома, каде што би се градела и фабрика, за сликата на економската мапа на Македонија. Дали ние ќе чувствуваме директен бенефит и дали можеби и ова ќе биде еден поголем чекор кој што ќе не доведе на многу поинакво ниво на стандард на живот? Апсолутно, гледате дека она што се случува на глобално ниво во светот секогаш е, би рекол, мотивирано од борбата за ресурси, од борбата за енергенци, од борбата за руда и за минерали. И секогаш е добро кога ќе се најдете на светската мапа како одредено подрачје, односно како земја или како држава која што располага со одредено богатство. Начинот на експлоатација на богатствата допринесуваат кон развојот на една држава и затоа секогаш е важно тоа да се прави одговорно, да се прави со вистински партнери, да не се злоупотребува. Меѓутоа, во секој случај една ваква соработка ги поврзува институциите на највисоко ниво за да можат, би рекол, и богатствата кои што ги имаме, тоа се некојаш рудните богатства, тоа се некојаш човечкиот капитал, понекогаш човечкиот потенцијал, благодарејќи на ваквиот начин и на ваквата соработка со големи моќни држави како што е Соединетите Американски држави, на крајот на денот допринесуваат и за економијата, и за квалитетот на животот, и за растот на стандардот. Ја споменавте, мора овде да ви реплицирам, споменавте Холандија и поддршката која што ја добиваме. Да, меѓутоа ако се сеќавате, тие една од најголемите полиња кај што даваа поддршка беше судството и правосудството. Меѓутоа во тоа време колку делегации отидоа у Хаг за главен на телото за судски реформи се постави токму Зоран Заев. Градејќи една слика во општеството дека единствената пречка за влез на Македонија во Европската унија е името. По промената на името и блокадата на Холандија ние ја видовме целата вистина. А тоа е дека не се остварени останатите критериуми како што е владење на правото и правна држава. Ако ви давам финансии и средства, логички е да очекувам одредени резултати. Тоа е сосема нормално. Никој не излезе од нив тоа јасно, нели, да го објасни. Целиот простор беше окупиран, би рекол, во тоа време од Социјалдемократскиот сојуз, се направи една таква слика дека единствена пречка името, а видовме во позадина како тие средства се трошеа на нетранспарентен начин. Зоран Заев на чело на телото на судски реформи го наследи Бојан Маричич. Заедно беа одговорни и самото тело за судски реформи потроши 1,5-2 милиони евра. Најголемиот дел од тие пари беа донирани и на крајот како заврши тоа со уште едно вето. Меѓутоа тоа никој не седна да го објасни на јавноста и да и се извини за тие постапки. Улогата на опозицијата во тој момент, кога сте вие, да, тоа е едноставно, тоа е улогата на опозицијата. Кога веќе ја начнавте темата за Европската унија, Анастасовски, кога Македонија гради партнерство со Америка, кога зборуваме за инвестиции, за безбедност, за сајбер безбедност, тоа го имаме од страна на Америка, од страна со Европската унија ние се уште преговараме со услови, со некакви пречки на патот. Дали Македонија денес има повеќе сигурност со Америка отколку што има перспектива со Европската унија? Со Америка има сигурност. Факт. Тоа се покажало со годините на, пак ќе повторам. Меѓутоа, ние како држава од нашето осамостојување сме се определиле да го одиме патот кон Европска унија. Секое друго свртување на една или на друга страна треба пак да се прашат граѓаните и да се донесе одлука за тоа дали државата доди према... Голем дел од граѓаните сакаат да бидат дел од Европската унија. Нашиот пат е јасен и народот се кажува своето. Ние сме натаму ориентирани. Верувате, тоа е добро. Знаете од кој аспект? Од тие ние сме дел од НАТО, сега ги гледаме тие бенефити условно, дали сме безбедни, дали некој може да не нападне, дали генералниот безбедносен систем не штити како мала држава. Меѓутоа, моја перцепција, кога ќе ги правите анкетите за кај граѓаните за Европска унија, пред се кај луѓето е дека ако ние бидеме дел од Европска унија, ќе дојдат финанси, ќе дојдат пари, ќе има благосостојба и ќе се живее подобро. Без оглед каква и да е Европска унија. И таа е со своји проблеми, и таа натрешно исто така не може да се договори за одредени состојби, што е сосема нормално. Меѓутоа, нашиот пат према Европска унија треба да опстои. Зошто ова го говорам? Ја во последното мој писание реков дека можеби прво се чудев на ставот на премиерот дека ќе чекаме со децени еден дециден така изразит доминантен став
од негова страна. Потоа кога добро ќе размислиш, еви да го искритикуваш како поединец кој исклучиво сака Македонија да ја види во Европска унија, во еден момент кога ќе се размисли потрезвено, можеби со тоа премиерот сака да направи таква клима да гради едно достоинство кај луѓето кога ќе слушате дека нашиот пат кој бил поплочен со години со сериозни проблеми, со многу остапки, направите го уште ова, направите го уште ова. Македонија многу направи. направи. И вие ја губите довербата како политичка партија која го прави тоа, потоа граѓаните доживуваат одредено разочарување. Ја тоа го насловив како достоинствена интеграција. Ајде сега, да не го критикуваме премиерот, ајде да видиме тој цврст, достоинствен став, дали може нас да ни направи поместување. Европската бирократија, верувајте, многу тешко ќе каже, окей, го тргаме бугарскиот договор, тој нема да биде пречка или нема да има нешто ново. Никој во европската дипломатија нема да ви даде одредени гаранции дека ако го завршите договорот со внесување на бугарите во нашиот устав, нема да има некоја друга пречка. Ма ние секогаш тука остануваме откриени за нови напади, за нови блокади и за нови вето. Како го гледам ја тоа? Бугарија наговестува дека ќе има уште повеќе и повеќе барања. Тие самите Бугарија е членка на Европска унија и секогаш ќе биде поддржана од европските партнери кои се внатре да го прави тоа, за жал. Што ја сватив дека во таа достоинствена интеграција. Мора се барат други решенија. Гледате дека ова решение ви оди тешко. Да кажеме. Да се гради црсни партнерства, кој што сега го правиме тоа со Соединените американски и сме го правеле со години наназад. Со Велика Британија. Со Велика Британија, меѓутоа да се разбереме, Велика Британија во моментот е надвор од Европската унија. Па и Америка е надвор од Европската преку Брекзит. Не, они излегоа преку, нели, со Брекзит излегоа. И сега мораме да бараме, гледате, и таму има некој редефинирање. Се појавува некој нов премиер, Шпанија никогаш не била сериозен играч, ама се појавува некој нов играч, премиер во Шпанија, кој дава едни такви изјави каде што граѓанството таму почнува да има позитивно мислење за него. Во европски рамки... Таа изјава малце ја разнеша ситуацијата во НАТО. Шпанија никогаш не била топ играч, да се разберем, иако била иако е голема држава во рамките на Европската унија, меѓутоа не е една од членките кои 58 ја формирале, да кажеме, Европската унија. Моje размислување е дека можеби ние треба да бараме кај Германија и Франција. Цврсто партнерство. И тоа треба да го прави нашата дипломатија. Не имаме министар во моментот, ја лично, говорам лично, да не бидам после погрешно разбран, сватен, имам позитивно мислење. Имам комуникација добра. И се верувам дека неговата вештина, неговиот перформанс, она што говореше пратеникот, нели, кога правите реконструкција, не е нешто тоа ни трагично ни страшно. Проценувате кои играчи во тимот не ви играле добро, во тој период можда некој играл добро, ама е жртва на некој политички договор внатре во коалицијата и го отстранувате. Не мора да направил криминал, не мора да направил некој зло дело, и во таква ситуација вие имате на некој место позитивен играч кој треба да донесе одредена позитивност, меѓутоа констелациите во таа глобална европска политика одат тешко. И министрот мора да има сериозна поддршка за да условно се наметне и направи цврсти договори. Тоа е моја желба, моје размислување, мој став со двата клучни фактори во моментот. Франција и Германија. И преку тој начин, со цврсто лобирање, да се обидеме, да се направи притисок над Бугарија. Оти притисокот ние не можеме да го правиме. Да се разбере, ние само ќе се расправаме добро соседски со Бугарија и ние никогаш тоа нема да го решиме, се додека големите играчи, особено оснивачите, не ја притиснат Бугарија да се откаже од едно такво барање. Или евентуално, јас пак ќе повторам, евентуално одредени гаранции. Нема да, тука сум дециден, нема да имаме гаранции. Нема да има премиерот никакви гаранции. И никој не може да му ги даде, верувајте, гаранции. Ја сакам утре да бидеме членка на Европска унија. И тука полека ќе почнат нашите граѓани да ги почувствуваат благодетите преку кластерите кои ќе се отварат од број 1 темелните вредности и преку финансиите, она што вие ме прашате претходно, финансиите кои треба да доаѓаат. Првата транша е 780, од кои премиерот сам најави 54 милиона ви се веднаш неповратни.
кога почнувате да преговарате, тоа доаѓате потоа кластер правосудство, како ги отварате и ви стигат и поголема количина на финансии кои се неповратни, меѓутоа доаѓаме пак на почетокот, она што зборевме за Холандија. Ви даваме пари, ги отварате кластери, преговарате. Парите треба да бидат наменски. Не може парите да бидат парите да ви бидат за да ги вие се корумпирате избирачите, да се ги користите за избори, да се ги користите за разни тендери, тука ќе имате во тој мониторинг цврста контрола. И тоа се тие бенефити кои лично, верувајте, лично сакам да ги доживееме како граѓани. И би сакал и премиерот, и министерот за надворешни работи да најдат начин. Како тоа да си го изменаџират. Еве да им помагаме. Како граѓанство, како луѓе кои живееме тука, работиме, твориме, да им помагаме. Без оглед дали го поддржуваме или не го поддржуваме ВМРО како политичка организација. Надвор од тоа, да помогнеме Македонија тој пат да го одблокира и да влезе во тој процес конечно. Сега одиме на кратка пауза за реклами, со завршни прашања се враќаме куза паузата. Останете со нас. Се враќаме назад во студиото. Ливков, слушнавме кој е ставот на Анастасовски по поглед на уставните измени и на што тоа ќе се случува со Македонија и што треба да правиме како негов предлог. Според вас, дали е добро Македонија на брза трака да влезе во Европската унија со уставни измени или полека и со достоинство? Не постои брз пат за влез во Европската унија. Не постои. Едноставно тоа е секојаш патот ќе биде условува во Бугарија. Тоа е една илузија и ние честопати кажуваме дека ваквиот начин на преговарање што беше прифатен со овој така наречен француски предлог е на слепа улица во која што влегувате и нема да најдете излез. Еве вие ги споменавте кластерите кои што се отворат, јас тоа често кажувам. Шестото поглавје е поглавје кое што е поврзано со образованието. Сите други земји кандидати кои што преговарале, шестото поглавје го отворале и го затворале експресно брзо, затоа што нема заедничка политика кога станува збор за образование. И за спорт нема. Ние во ситуацијата во која што се наоѓаме, најголемите блокади ќе ги добиеме од страна на Бугарија кога станува збор за шестото поглавје. Затоа што и сами знаете, тие најавија ревизија на учебници и така натаму. Значи ние ќе влеземе во една слепа улица. Ние често опати велиме Македонија е поделена држава, ние сме поделени етнички, партиски и така натаму. Едно од прашањата за кое што ние не сме поделени е тоа желбата на сите кои што живеат во Македонија, Македонија да биде дел од Европската унија. Апсолутно. И тоа не е само само покажуваат и анкетите. Само да расчистиме една. Тоа не е само за европските фондови. Тоа не е само за парите кои што треба да бидат како поддршка. Ние природно припаѓаме во тоа семејство. Ние природно припаѓаме. Тоа се заради европските вредности, тоа е заради владење на правото, тоа е заради функционалноста на институциите. Што е многу важно со овие други договори кои што ги споменавте, нели, велиме дека не се членки на Европската унија, меѓутоа треба да се запрашаме дали тие договори се комплементарни со нашите цели. Апсолутно. Што бара Европската унија? Стабилна и заедничка надворешна политика и владење на правото. Договорите и со Велика Британија и стратешкото партнерство со САД одат во прилог и на двете. И заедничка надворешна и безбедносна политика целосно ги исполнуваат тие критериуми и целосно ги исполнуваат критериумите за владење на правото. И затоа ние влегуваме во еден ќорсокак ако продолжиме да зборуваме за уставни измени. Зошто? Затоа што наместо да преговараме со Европската унија, ние процесот на преговарање и договарање го претвараме во билатерален процес. Меѓутоа, огромно мнозинство од граѓани кои што сакаат идеолошки вредносно да бидат дел од Европската унија, не ги даваат изјави затоа што сакаат идеолошки вредносно да преговараат со Бугарија и да се надпреваруваат за некакви вредности кои што ќе ги градиме заедно. Добрососедство, да, меѓутоа секој да си ја задржи својата сопствена гордост. И нашите барања на крајот на денот не се неразумни. Бараме гаранции во облик на заклучоци, бараме гаранции дека македонскиот јазик стане официјален јазик во Европската унија и бараме спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови слободи и права во Бугарија. Сосем разумни барања кои што се поставуваат од наша страна, ако некој очекува овој билатерален проблем да стане дел од нашата преговарачка
рамка, затоа што ниту една држава која што станала член на Европската унија никогаш немала билатерални прашања како дел од критериумите. Да, постоеле билатерални прашања како проблеми, Хрватска со Словенија, ама никогаш не биле дел од рамката. Тие дури имаа спогодби дека ќе ги решаваат од кога ќе влезат. И идејата дека треба Македонија да разговара со големите држави како што се Франција и Германија, јас ја поздравувам, да, ја поздравувам, меѓутоа ставот и на Франција и на Германија и на сите големи играчи е јасен и тие имаа работни групи, издадоа една работна white paper кој што е наречен Sailing the High Seas, во кој што јасно ја одредува дека иднината на Европската унија и проширувањето на Европската унија треба да биде базирано на принципи кои што се базирани на Копенхагенските критериуми и нема да зависат од консензус. Да, нема да зависат од консензуално одлучување. Односно, самиот документ предвидува консензус за отпочнување на преговори, па поглаве кои што течат без консензус и консензус се бара за крајното стапување во Европска унија. Поентата ми е дека нашата дипломатија преку контакти и со Франција, и со Германија, и со големите играчи доволно добро го анимирала овој проблем. Така да предлогот од нивна страна за реформирање на Европската унија е токму во таа насока во која што и ние го говориме, а тоа е дека поединечен билатерален проблем не може да биде основ за да бидете блокирани во моментот кога ќе ги отварате поглавијата. Тоа е во моментот нашиот најголем проблем и не знам колку тоа добро, а сметам дека добро е лиферувано кон јавноста. Значи, од кога ќе ги отвориме преговорите, ние имаме опасност за блокада на секое едно тоа Бугарија и го наговестува Левков, затоа што на извештајот на Вајц за напредокот на Македонија имаше околу 400 амандмани, од нив 100 се од бугарските европратеници и тука се многу чудни барања, но сепак ние знаевме дека ќе дојдат тие од страна на Софија, каде што се условува македонскиот јазик како нов македонски јазик. Се бараат почести контроли на работните групи за проверка на учебниците. Се бара за бугарските клубови се повеќе и повеќе барања, вела дека се дискриминирани. Ништо од тоа на терен не е така, барем тоа е мојот став. Што мислите, што може да очекуваме од Бугарија? Ова прашањето сега до 20 овде ја завршуваме емисијата. Што можеме да очекуваме од Бугарија? Таму не е стабилна политичката состојба. Дали можеме да очекуваме дека конечно разумот токму таму ќе проработи и ќе се тргнат сите овие работи, сите овие проблеми кои што ги имаме ние како Балкан и конечно ќе се сплотиме и ќе работиме за доброто на целиот наш регион. Вака тоа ќе го преформулирам. Проблемите со Бугарија настанале политички. И политички мора да се решат. Проблемите со Бугарија не се само од Бугарија, доаѓаат и од централните европски сили, кои сепак Бугарија е дел од големото европско семејство и можат големите играчи да и наредат на Бугарија на крајот на денот да не се однесува вака бахато како што се однесува према Република Македонија. Од една страна. Сега, визави договорите кои ги имаме стратешки со Соединените американски држави и Велика Британија. Сакам ова само да го прокоментирам. Би било добро да ги искористиме нив дипломатски зад завесата таквите договори со држави кои се влијателни, а САД и Велика Британија се големи силни стратешки партнери, да се искористат нашата дипломатија зад завеса, да се направи одреден притисок. Од имате нешто на може би тоа го прават? Имате зад завеса да се искористи влијанието на двете овие сили, да ги притиснат клучните европски играчи за да ги убедат условно Бугарија дека ова што го прават е нонсенс и тоа може политички да се добро изигра, да се премости и ние да бидеме дел од Европска унија, а Бугарија одеднаш верувајте ќе попушти пред се ова што го бара, сите овие барања што ги бара во однос на нашата држава, само ако ги умешно искористиме тие договори. На странични играчи кои се влијателни зад завесата да се притиснат главните играчи во Европска унија, кои сега сака да се наметнат и да искористат кризата, војната со Иран и сето ова, за да полека и Европа на некој начин зацврсти. Таа е слаба. Војно зависи цело време од Соединените американски држави и Европа е на една раскрстница.
Верувајте. Стап е дека ние сме потребни на Европската унија, Не, мислам. ние дека- сме во Европска унија. Како сакате, Географски, да, но не тука сме дел од сме. семејството. Сега, дури ја имам симпатии према варијантата која е исто така бенигна внатре Еди Рама и Вучич која Open промовира Balkan? не, која промовира во Франкфурт Без право на глас. без право на на глас. Меѓутоа, они можеби тоа го гледале и од еден безбедносен аспект, да кажеме. Ги имат информациите, ги знаат состојбите многу подобро него сите ние и затоа дават една таква варијанта која се збори во европските кругови. Дали е изводлива, дали е правно возможна, во моментот не сум убеден, ама е добро да стои на маса. Како варијанта. Левков, последно прашање до вас, што може да очекуваме од Бугарија и дали ќе останеме ние како Македонија на нашите цврсти ставови кои што вие како влада ги презентирате, а тоа е дека уставни измени по секоја цена нема да има. Многу е важно да останеме на цврстите позиции. Зошто? Затоа што ќе влеземе во една слепа улица, во еден циклус, во еден луп на преговарање, тоа нема одговора на никого. Ниту на граѓаните, ниту на стопанството, ниту на економијата. Секој сака одредена предвидливост. Не е фер и не е честно да се лажеме дека за една, за две, за 3 години ќе влеземе и ќе бидеме дел, затоа што на крајот на денот и економијата и приватните субјекти го планираат и своето производство и своите средства, ресурси и така натаму. Затоа е важно да имаме достоинствен став и е важно да продолжиме по ова кое што го споменав, а тоа е конвергенција со европските цели. Ако се навратиме, една од причините за создавање на Европската унија, внатрешниот пазар, за внатрешен пазар и се потребни граѓани, конзументи, потрошувачи, кои што така е формулирано во документите, со куповна моќ. Ако ние успееме да изградиме стабилна држава, со заедничка надворешна безбедносна политика со Европската унија, кое што внатре има владење на правото, стабилни институции во кои што граѓаните, субјектите и приватните субјекти имаат доверба и го подобриме економскиот стандард на граѓаните, имаме солидна патна инфраструктура, ние сами ќе се наметнеме како држава која што и Европската унија и партнерите во околината ќе сакат да не видат интегрирани во Европската унија, затоа што како држава која што е безбедносно стабилна, има соодветна инфраструктура и граѓани со куповна моќ, вие сте добре дојдени во тој внатрешен пазар и токму и во таа насока одат тие предлози за проширување на унијата без право на комесари, без право на глас, затоа што со моменталните правила кои што се дизајнирани за унија која што функционира со 12 до 14 членки, тие стигнаа до една заедница од 27 членки, тие и сега имаат доволно проблеми при преговарање, донесување co-decision помеѓу комисијата и парламентот, не пак ако се продолжи, од таму и произлегуваат. Меѓутоа, пак ќе повторам, нашиот пат е стабилна безбедносна слика, стабилна патна инфраструктура, владење на правото, доверба во институциите и јакнење на стандардот на граѓаните. И на крајот на денот, ако ги прашате граѓаните, никој нема да ви каже дека е против овие цели. Затоа подобро да си ја завршиме нашата работа, целосно да ги исполниме копенхагенските критериуми и да не влегуваме во приказни кои што ќе не однесат во ќорсокак. А во меѓувреме, дипломатијата треба да си ја заврши својата работа и да покаже колку нефер спрема еден мал народ, еден таков пристав во кој што во 21. век се негира неговото постоење или пак се наоѓаме во ситуација да треба одново да се докажуваме кои сме, што сме и кои сме. Овде сме со векови, сме обстојале благодарејќи на соработката едни со други, имаме мултикултурно општество и како такви можеме само да допринесеме на Европската унија и тоа го на крајот на денот тоа и го заслужуваме и ние и нашите граѓани. Ви благодарам многу на одговорите на двајцата. Останаа многу теми неодговорени, меѓутоа имавме плодна дебата, имавте плодни предлози, дадовте квалитетни одговори. А вие, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте на фреквенцијата на телевизија Алфа. Останете со нас, имаме што да понудиме. Пријатна вечер.